Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Генералната проба, која се покажа неуспешна, заврши. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, не само што се прецени, туку и го потцени целиот наставен кадар, сите родители, па и сите ученици. Не уверуваа дека за еден месец можат да направат нешто што не може да се реализира. На самиот старт на учебната година, согласно Сојузот на средношколци, над 80.000 ученици немаат основни услови за следење онлайн настава. Нивното барање за воведување на комбиниран модел на образование не е дозволено од страна на Министерството за образование и наука. Учениците со право стравуваат дека учебната година може да биде изгубена. Не може да биде оправдување што министерот е сменет. Владата, па и најголем дел од министрите се исти, само со сменети ресори. Ако владата мислеше барем малку на образованието, со ова темпо ќе работеше цело минато полугодие. Но за нив, одржувањето на изборите и водењето институционална кампања беше приоритет. За да се презентира нормален почеток на учебната година, наставниците и учениците се насочени кон употреба на Microsoft Teams мрежата, затоа што националната платформа е комплетно нефункционална. Македонското образование се соочува со бројни инфраструктурни проблеми, слаб квалитет според меѓународните тестирања, несоодветни образовни програми и недоволна мобилност. Ние решенија понудивме во нашата програма. Се однесуваат на интегриран електронски систем во образованието, кариерен центар за наставниците со цел градење на капацитетите, воведување на квалитетни наставни програми и многу други проекти. Прашањето е дали имате желба вистински да ги подобрите состојбите во образованието, дали се обврзувате да воведете модерна настава со дидактички средства и опрема или со неуспешни платформи. Потребно е да ги препознаете базичните морални и етички вредности, па потоа да се направи избор и начин на соочување со предизвиците. За на крај, доколку не успеете, да поднесете оставка. Ви благодарам.